Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Здраво на сите слушатели кои ги следите содржините на Елиезер. Имам едно прашање до вас. Дали во моментов барате решение за излез од одредена животна ситуација? Може би во моментов размислувате и смислувате како да ја решите. Денес ви нудам еден предлог. Слушнете го, размислете, разгледајте го. Нема што да се изгуби, туку само да се добие. The goodness of our God, this extravagant love, His extravagant love for us. This is the goodness of God, this is the goodness of God, extravagant love. Исус Христос во Новиот Завет рече дека Царството Божие е прирака. Откако тој седна од десната страна на Небесниот Татко, синовите и ќерките Божии го примија Светиот Дух. Со тоа ние сме обврзани да го манифестираме Царството Небесно на земјата преку менување на светот околу нас. Како да го манифестираме Царството Небесно тука? Како го изразуваме авторитетот што ни е даден? Станува збор за друго царство, друга влада. Исто како што секоја држава има своја влада, така и Царството Небесно има своја влада, свој парламент, устав, закони и слично. Тоа царство владее над се. Првенствено, тоа царство се манифестира во секој поединец кој верува во истото. Штом поединецот е наново роден, тоа царство е воспоставено во него. И тоа царство е дизајнирано за да го води. Советува, учи и да обезбедува се што му е потребно, независно од другите царства околу него. Во тоа се вклучува и мирот, кој го надминува секој разбирање. Небесното царство нуди решенија, одговори на нашите земски прашања и предизвици. Ние сме пратени како небесни амбасадори на земјата за да менуваме, да креираме, да иновираме. Не по случајност и во молитвата стои да биде на земјата како и на небото. Секоја влада, секоја власт, секој царство има свој цар, свој председател, нели? Во Откровение 17 глава стои: Исус Христос е Господар над господарите и цар над царевите, и оние што ќе се со него се повикани и избрани и верни. Кога сме представници на некоја организација, движење, влада,
ги представуваме интересите на таа организација. Како небесни амбасадори го представуваме и промовираме Царството Небесно. Но како би представувале нешто или некого кога тоа нешто или некој не го познаваме, не знаеме како функционира, какви се правилата, законите? Нам, како представници на Царството Небесно, ни е вграден неограничен извор на ресурси, на мудрост, се што ни е потребно за живот во изобилие. За да се биде дел од Царството Небесно, потребен е нашиот интерес за тоа. Потребен е нашиот избор да го направиме тоа. Потребна е наша согласност. Но некој ќе запраша: како може Царството Небесно да има корист од мене? Што можам јас да сторам? Некој ќе рече: јас не сум богат. Друг ќе рече: јас не сум здрав. Трет ќе рече: јас го немам потребното знаење и вештини. Четврт ќе рече: кој сум јас да представувам царство? Јас сум само еден обичен човек кој никој не го забележува. Одговорот е следен. Штом го прифатиме Царството Небесно преку Исус Христос, ние стануваме решение на нечи проблем, бидејќи Царството е во нас. Например, постои некој проблем, некој предизвик што треба да се реши. Оно што го правиме и го поднесуваме до властите на Царството Небесно, како случај, како предмет што треба да се реши. Зарем не го правиме истото кога поднесуваме документи во одредена институција за да се исполни некое наше барање? Како функционира тоа во Царството Небесно? Нашиот дух постојано е буден, не спие. Тој е поврзан со Светиот Дух кој знае се. Исус Христос во Јован 14 глава укажува: а јас ќе побарам од небесниот татко и тој ќе ви даде друг помошник кој ќе остане со вас за секогаш. Тоа е Духот кој ќе ви ја открива вистината. Световните луѓе не се во состојба да го примат него, затоа што не го гледаат, ниту го познаваат. Вие го познавате Светиот Дух, зашто тој е во вас и ќе продолжи да живее во вас. Така што, Светиот Дух му пренесува на нашиот дух, а нашиот дух го пренесува во нашиот ум. Царството Небесно ги има сите решенија и одговори. Затоа е кажано: Татко, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Тајната е во предавањето, нашето предавање, понизување на Божјата волја, а не на нашата. Небесниот Татко го додава своето надприродно на нашето природно. Да не го перцепираме нашето предавање во улога на робови слуги, туку како синови и ќерки на Небесниот Татко. Во Евангелие според Лука Исус говори: и кој татко од вас, ако синот негов му побара леп, ќе му даде камен? Или ако побара риба, па му даде змија наместо риба? Или ако побара јајце, па му даде скорпија? И така, значи ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата свој, колку повеќе Небесниот Отец ќе даде Дух Свети на оние што му бараат. Зарем се немаме запрашано како се случи Исус Христос да нахрани 5000 луѓе со 2 леба и 5 риби? Од каде дојдоа тие лебови и риби? Или како е возможно од риба да излезе златна паричка? Или како е возможно од мал сад да тече масло непрекинато? Или од каде се појавија толку многу риби во езерото кога Петар со другите рибари цела ноќ не уловија ниту една риба? Од каде доаѓа сето тоа? Зарем не е од Царството Небесно? Така, овој е мојот предлог за денес.
да се бараат решение и одговорите на нашите проблеми и прашања и предизвици од Царството Небесно. Дали го познаваш Исус Христос? Небесниот Татко го прати својот единороден Син, Исус Христос. Што направи Исус? Тој дојде за ти да го запознаеш Небесниот Татко. Кој и каков е Тој? Исус умре на крстот за тебе. Сакам да ти го представам Исус Христос, личноста наречена Исус. Тој дојде во мојот живот и ме спаси и не ме осуди. Направи го и ти истото. Откри колку е прекрасен Исус. Што направи Тој за тебе. Покај се за твоите гревови. Кажи му дека ти е жал. Верувај дека Тој умре за нив. Верувај дека ти си чист, чиста. Верувај дека Тој живее во тебе преку изговорена покана и верувај дека Тој може да те употреби за да ги нахраниш гладните, да им помогнеш на оние што се во потреба. Биди како Него, представувај го во секоја област од твојот живот. Изборот е твој. Ти си избраниот посредник. Дали има потреба да се споредува тоа со нешто друго? Изговори го следново на глас. Мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против Тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гревови и дека Ти повеќе не ги помниш. И дека јас сум чист, чиста. И сега кога сум чист, чиста, Те барам, Господе Исусе, дојди и живее во мене. Биди мој спасител. Ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со Тебе. Господи Исусе Царе, Тебе ќе Те воспевам, Тебе ќе Те фалам. Мојот Бог и Спасител, Твоето име јас ќе го прославувам. Ти беше мој закрилник и помошник. Ти го спаси моето тело од пропаст и од примките на јазик клеветнички и уста лажлива. Ти беше мој помошник против оние што стануваа против мене. Ти ме избави според Твојата голема милост и заради името Своје од заби што крцкаат спремни да ме изедат. И од рацете на оние што ја бараа мојата душа и од многу жалости што ги имам. Од оган, кој што ме задушуваше од сите страни, од пламенот што не ме изгоре. Од лабината на адовата утроба, од нечист јазик и лажливи зборови. Од клевета на неправеден јазик пред цар. Душата моја близо до смртта беше, животот мој до дното на пеколот. Од сите страни ме обкружуваа и немаше кој да ми помогне. Од луѓе помош со поглед барав, но ја немаше. Тогаш си спомнав за милоста Твоја, Господи, и за делата Твои уште од почеток, дека ги спасуваш оние што на Тебе се надеваат. Ги спасуваш од непријателски раце. Гласот на мојата молитва од земја го подигнав, Ти се молев од смрт да ме избавиш. Повикав кон Господа, кон Отецот на мојот Господ, да не ме остави во дни на неволја, кога немам помош од горделиви луѓе. Името Твое непрестано во славословие ќе го фалам, зашто молитвата моја ја послуша. Од погибел ме спаси и во зло време ме избави. Затоа ќе Те воспевам и ќе Те фалам, и името на Господ јас ќе го прославувам. Амин. Елиезер.